Од денеска официјално започна поставувањето фотонапонска централа на кровната конструкција на Штипскиот центар за култура. Ова е прво поставување на фотонапонска централа на кровна институција од областа на културата во државата. На ваков начин ќе се заштеди електрична енергија и за самата институција. На настанот присуствуваше и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој ги охрабри останатите институции да го следат примерот на Штипскиот центар за култура. Имајќи во предвид дека се наоѓаме во едно турбулентно време, кога енергијата е и како потребна, посебно од обновливи извори, кога се произведува енергија и за сопствени потреби, но и за практично енергијата се пушти во системот, за да го намалиме загадувањето, за одржливост, за само одржливост на едни вакви големи гломазни институции кои што ги имаме и кои што долги години и децении наназад се соочуваа со проблеми од секаков карактер, недостаток на финансиски средства за реконструкција, за греење, за ладење и за сите тековни потреби со цел да тој објект биде во добра кондиција. Така што ова е апсолутно за почит и сакам да искажам целата моја поддршка до директорот поради напорниот и значаен пристап кој што го имаше во изминатиот период. Направи навистина една иновативен проект кој што од денеска веќе ќе ги даде своите резултати. Инвестицијата е приватен капитал во вредност од 130.000 евра. Со ова на целата кровна конструкција ќе биде поставена фотонапонска централа со која ќе се произведува електрична енергија. И драго ми е што не потроши ниту еден денар, за да денеска преку јавно-приватно партнерство се постави ваков објект, односно централа на кровот. Таа централа ќе произведува енергија и дел од таа енергија ќе биде повторно за потребите на оваа институција и пак ќе повторам без никакви финансиски средства да вложи државата или институцијата Центар за култура Ацо Шопов. И заради тоа честитам. Фотонапонската централа е во вредност од 240 киловати на час, што значи дека во просек би произведувала по 1 мегават на ден, но можеби и повеќе. Во склоп на денешниот настан е изложбата под мотото Тоше за овој свет, а изготвена и музичко-забавна програма.